гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер ви, благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Водовод тврди дека прекин во снабдувањето со струја го предизвикал големиот дефект на водоводната мрежа во Влае. Електродистрибуција демантира, имало струја кога пукнала цевката. Делови од Скопје се уште со слаб притисок. Партиските лидери влегоа во директна битка. Кандидатите за градоначалници промовираат нови проекти за подобар живот. 16 земји членки ја поддржаа идејата, квалификувано мнозинство за проширувањето за да запре злоупотребата на билатералните спорови. Фон дер Лајен идната недела во Скопје. 39 годишен македонец роден во Кочани бил претепан до смрт на улица во Љубљана. Новиот кабинет на Лакрону траеше само неколку часа. По заканите од опозицијата, премиерот поднесе оставка. Франција во нова политичка криза. А во тема на денот вечерва интервју со Драган Джилас, председател на ССП и лидер на опозицијата во Србија. Останете со нас. Големиот дефект на водоводната мрежа кој се случи синоќа во Влае остави голем дел од градот без вода за пиење во текот на ноќта. Жителите на оваа скопска населба сведочат за силна експлозија, а дупката која се отворила на малата улица денеска беше место на кое работеа екипите на водовод. Тие велат дека прекинот во снабдувањето со струја го предизвикал инцидентот. Од електродистрибуција велат дека тогаш немало прекин во снабдувањето со струја. На терен беше колегата Мартин Арсов. Наноси од кал и песок и распарчен асфалт. Вака изгледа улицата во Влае каде синоќа пукна водоводна цевка. Пукањето било толку силно што го кренало целиот асфалт околу цевката. Тоа ги вознемирило граѓаните кои живеат во околните куќи. Сведочат дека слушнале експлозија. Веднаш излегле да проверат, а надвор ги пречекала поплава. Експлозија имаше. Јака експлозија која таа експлозија бевме принудени да излеземе да видиме што се случи. Истовремено и снема струја, ама струјата за кратко време дојде, така да излеговме надвор, видовме многу страшна работа, така да тоа стварно мислам не е секојдневно и не може да се види тоа. Таква вода, таков притисок. Цевката добро е што пукна од горна зона и така да тоа испадна како фонтана некоја. Иначе ако пукнеше да речеме у долна зона или ако пукнеше лево десно, таа знае да подкопа. И еве како што објектов овдека можеше да направи да речеме голем кратер и да биде опасно и за самиот објект. После 10 изгледа е пукнала цевката. Што ви кажа внуката? Внуката ми кажа цевка дека пукнала. Тоа било страшно, вика бабо. И го сликала на ноата, тоа ептен. Многу. Имаш ли поплава? Поплава многу. Да видиш на телефонот како на вика дојди бабо да видиш се бајле. И отиде да зирне дали има вода. Викам, има вода, ја од Савајле стана, ајверче правев. Миев, викам, пипреките, ништо немаше, викам, проблем. Дефектот во Влае остави голем дел од Скопје без вода. По неколку часа вода дојде, но со намален притисок. Екипите на водовод од рано утринава работеа на санација. Колку време ќе им треба за поправка, за сега не се знае. Од јавното предпријатие соопштија само како, според нив, дошло до хаваријата. Поради повеќе краткотрајни прекини на снабдување со електрична енергија во регионот кај бунарите на Лепенец. Предизвикана е варијација на притисокот на пумпниот систем од бунарите кон градскиот цевковод, од каде се дополнува водоснабдителниот систем. Како резултат на прекините на мрежата на електрична енергија, настанати се два дефекти истовремено на главната водоводна линија F600, како и дефект во шахта на F400 на еден од бунарите, велат од водовод. Електродистрибуција пак во целост ги отфрли како невистинити тврдењата на водовод. Оттаму вела дека напојувањето е согласно пропишаните стандарди и не се регистрирани никакви отстапувања. Имало дефект на кабел меѓу трафостаниците Влае 1 и 2, но е поправен уште пред 21 часот, а прекинот на водоснабдувањето настанал после цел час, велат од електродистрибуција. Ова е втор пат во 10 месеци голем дел од Скопје да остане без вода. Лани во декември беше затворен главниот цевковод исто така поради дефект. Мартин Арсов, Сител телевизија. Нови мега и мини паркови и решенија за Врдариште беа во денешниот фокус на кандидатот на ВМРО-ДПМН за градоначалник на Скопје Орце Ѓорѓевски. Мегапарк најавува и кандидатот за општината Карпаш Луковски.
Нови мегапаркови, вклучително и преадаптација на депонијата Вардариште, како и 50 други мини паркови, ветува кандидатот на ВМРО ДПМН за прв човек на Скопје, Орце Ѓоргиевски. Предвидуваме и мегапарк Вардариште, што ќе претвори поранешната депонија во европски пример за зелена рекултивација. Градска шума во расадник во кисела вода, најголемиот зелен проект во урбаното подрачје. Мегапарк долж булеварот Христијан Тодоровски Карпош, првиот зелен коридор од ваков обем во Бутел, како и проектот Скопски зелен архипелаг кој предвидува 50 нови малски паркови низ сите делови од нашиот главен град. Дополнително, ќе извршиме целосна обнова на градскиот парк во Скопје и паркот на природата во Гази Баба. Мегапарк ќе биде граден и во Карпош до улицата Скупи, на лепенец на површина од 500.000 квадрати, вели кандидатот Лукровски. Тој потек кој го покажавме ќе бидат изградени како спортски капацитети за забава на младите, ботаничка градина е планирана во средината, ќе предвидени се и картинг патека со европски стандарди. Се надеваме дека ќе успееме да донесеме европско првенство во Карпош. Екомерки за Куманово пак ветуваат од коалициската знам. Поставување на соларни панели на јавни објекти, установи, институции и енергетско ефикасни фасади. Интегриран систем за селекција, сепарација, транспорт и преработка на отпад. Дигитална контрола и мониторинг за регулирање на бучава во угостителските објекти. Видеонадзор на јавни површини и точки од јавен интерес за заштита на живот и животната средина. Кај лидерот Мицковски се уште фокусот во кампањата е да ги увери гласачите дека постои разлика помеѓу ВМРО ДПМН и опозицијската СДСМ. Кабелот е неизоставен дел од подсвеста на Венко. При здрав разум излезе и не убедуваше дека кабелот бил виновен што модуларната болница изгоре. А не системот кој што го распаднаа во тие години додека здружно ја деля власта со Демократската унија за интеграција. Венко, кабелот не може да биде никаква иднина, туку само добар слуга. Карванот на коалицијата на ВМРО ДПМН денеска поминува низ Долнин и Македонски Брод, а централниот митинг е во Кичево. Катерина Нешкова, Сирел телевизија. Лидерот на СДСМ Венко Филипче обвинува за партизација на институциите, посочувајќи дека началници на МВР воделе партиски состаноци. ВМРО ДПМН врши груба злоупотреба на институциите во кампањата, обвини Филипче. Тој тврди дека началници од МВР водат партиски состаноци. Филипче побара од министерот за внатрешни да одговори дали се по негова наредба, а ги повика и меѓународните институции да реагираат. Лидерот на СДСМ по една недела кампања оцени дека власта тоне во безидејност и нема што да им понуди на гласачите. Вие кога после 4 години во општините немате со што да се пофалите, ниту пак на централно ниво за некоја политика изминатите години и пол, се што ви останува е да се занимавате со опозицијата. Да спинувате, да измислувате. Имам една забелешка. Сметам дека дел од институциите се злоупотребуваат, конкретно Министерството за внатрешни работи, имено во повеќе ситуации, во повеќе општини на состаноците на местните комитети на ВМРО ДПМН гледаме присутни началници во Министерството за внатрешни работи. Или ги водат состаноците, или се присутни, и тоа е сериозно кршење на законот и злоупотреба на институциите. Сите урбанистички планови за Скопје ќе бидат достапни онлайн, најави Шукова, која вети нов, строг и еколошки генерален урбанистички план. Зона на периферија поврзана со јавен превоз и информации за секој граѓанин во реално време. Преку стратегијата Скопје за сите обезбедуваме субвенциониран паркинг за семејства со ниски приходи, за пензионерите, млади невработени и лица со попреченост. Секој нов урбанистички проект ќе мора однапред да предвиди паркинг, зелени површини и простор за пешаци. По принципот на ПОЦКЕ се воведе регулирање на паркинг местата и во општина Карпош. Ние ќе стопанисуваме со паркингот, ќе треба да се исцртаат паркинг местата, ќе треба да знаеме колку точно паркинг места има во општина Карпош, но сето тоа ќе мора да биде и со некакво субвенционирање за граѓаните на општина Карпош, а за посетителите
ќе биде со наплата. Проширување на капацитетите и условите во Основното училиште Песталоци најави кандидатот за градоначалник на општина Центар. На училиштето Јохан Хајрин Песталоци со изградба на нови училници. Во новиот мандат следува промена на фасадната столарија и подовите во училиште, како и партнерно и хортикултурно уредување на дворот. Продолжуваме со подобрување на условите во сите центарски основни училишта. Караванот на СДСМ вечерва ќе биде во општините Илинден, Петровец, Карпош и Центар. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Нови ветувања за подобар живот во Чаир презентира Бујар Османи од ДУИ и Изет Меджити од Вреди. Инсталирање на модерни лифтови во сите постоечки стамбени згради на територијата на Чаир кои немаат, а имаат потреба од лифт. Со децении жителите на постарите згради со 4 или 5 катови се соочуваат со огромен предизвик недостаток на лифтови. За нашите повозрастни соседи, за лицата со потешкоти во движењето, за семејствата со мали деца, секојдневното качување по скали е огромна мака. Тоа време завршува. Затоа нудам денеска една сеопфатна програма, во која што почнуваме од секое катче, од секој метар квадратен во Чаир, за да го ставиме во функција на потребите на луѓето. Салата Партизан ја трансформираме во мултифункционална спортска сала која ќе го држи името Шабан Сейдиу и градиме нова спортска сала кај Јашар Беу во Дуканџик, која што ќе го носи името на Азис Салиу. Чаир е расадник на светски имиња во спортот. Бележиме и дел од активностите на независните и помалите политички партии. Вложувањето во модернизација на спортските објекти за масовен спорт е оправдано, законско и наменско, доколку е во функција на приоритетите на граѓаните. Тоа е прво и основно. На младите им даваме предност, бидејќи нивните тела се уште во раст и развој, затоа за нив спортот не смее да биде луксус. А општината од друга страна пак мора да се грижи за здравјето на луѓето. Заканите на партијата на власт дека нема да го чистат ѓубрето, односно ќе го ичистат за 72 часа откако ќе биде нивниот кандидат избран за градоначалник, а доколку не биде избран, прашање е дали ќе биде чистено, тоа значи дека системот не функционира. Партизацијата на системот е голема и причината за таа партизација е изборниот систем со затворени листи и главен проект кој што јас го нудам е воведување на нов изборен систем со отворени листи каде што граѓаните ќе бидат главни и каде што советниците ќе бидат свртени кон граѓаните. Тука со мене и носителката на советничката листа Виолета Аврамовска, таа е веќе препознатлива за охридската јавност, која веќе помина еден мандат, каде што се докаже и покажа дека еден советник, дури само со еден советник левица во советот може да биде навистина гласот на охриѓани, може да се подигне нивото на транспарентност и може конечно да се слушне внатре гласот на обичните граѓани. Впрочем и во изминатиот мандат токму преку левица беа поднесени бројни иницијативи директно во Советот на општина Охрид. Австрија и Словенија како иницијатори, Германија и Италија како поддржувачи го промовираат концептот за квалификувано мнозинство за проширувањето за да запре злоупотребата на билатералните спорови. Ова денеска на пресконференција во Скопје го потврдија австриската министерка за Европа и државната секретарка од Словенија. Идната недела на разговори за придвижување на процесот доаѓа и претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен следната среда пристигнува во Скопје. Иако агендата не се соопштува, се очекува да се сретне со целиот државен врв. Посетата доаѓа во време кога македонската влада најави дека по завршувањето на изборите и стартот на новата година ќе се интензивира диалогот со официјална Софија. Во пресрет на доаѓањето на фон дер Лајен, австриската министерка за Европа, која во официјална посета на Македонија потврди дека заедно со Словенија, Германија и Италија иницираат промена во процесот на одлучувањето за пристапување на земјите кандидатки, односно едногласноста да се замени со квалификувано мнозинство за техничките прашања во преговорите. Веќе нема да биде неопходен секој технички меѓучекор за секоја земја кандидат, значи нема да мора да се гласа едногласно. За процесот на пристапување ќе биде неопходна едногласност, меѓутоа ќе се намалат билатералните напнати односи. Ова е наш придонес. Кога Словенија се приклучуваше, процесот беше полесен, со помалку согласување со европското законодавство.
сега е потежок во однос на усогласувањето со законодавството на Европската Унија. По ваквиот предлог македонската влада останува на ставот дека потребна е промена на методологијата за проширување за да се спречи билатерализација на процесот. Промените како што се најавуваат би решиле голем дел од нашите грижи или тоа што ние сме ги посочили како извори на понатамошни билатерализации или проблеми во нашето пристапување. Опозицијата пак обвинува дека државата не прави ниту чекор напред кон Европската Унија, повикува на национално обединување по поднесената декларација со црвени линии, која власта веќе ја одби. Тоа што го кажувате само еден голем спин. Само алиби да нешто не се направи и државата да стои во место. Да не се продолжат преговорите, да не се направи мерка во интерес на граѓаните. Епа така не се води држава. Извинете. На потек сега Европската комисија која треба да донесе конечна одлука. Иницијативата за поедноставување на процесот на носење одлуки, која е поддржана од 16 членки, по неодамнешниот самит во Копенхаген наишла на голем отпор од Унгарија, Франција, Холандија и Грција. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Во тема на денот вечер во интервју со Драган Джилас, председател на Партијата за слобода и правда и лидер на опозицијата во Србија. Со него разговарав за случувањата во Србија, односот на Брисел кон земјите од регионот и дали некогаш ќе станеме дел од Унијата. Интервјуто го направивме во седиштето на ССП во Белград. Добар ден, господин Джилас, добре ве најдовме. Благодарам за можноста да го направиме овој интервју. Добар ден вам и ваши гледаци. Со месеци следиме што се случува во Србија, протестите, незадоволството кое што се изразува на улиците, во главниот, но и во останатите градови. Има ли решение и кое би било решението за ситуацијата во Србија? Па нема решение без промене власти. Тоа е потpuno јасно. Веćinsko расположение граѓана Србије, што се види по свим независним истраживањима, е да луѓе сматрају треба да се менја власт. Око 55% граѓана Србије сматра да е решение у промени власти, нису задовоljni, smatraju Srbija ne ide u dobrom smeru, na kraju vide ovo sve što se dešava. Naravno, pitanje je kako do toga doći, posebno u uslovima koji nisu demokratski, na izborima koji nisu pravi izbori. Uz ovoliki stepen agresije, uz mržnju, uz sve što se dešava, to neće biti lak zadatak. Ali na kraju će se to desiti u svakoj zemlji. Sveta se to desilo, desit će se i u Srbiji. Велите вие над 50% од граѓаните сакаат промена на власта во Србија, ама дали тие над 50% излегуваат на избори, на гласање? Може ли Вучич да се победи на избори? Pa na pravim izborima sigurno da. Vi ste u pravu. Jedno je kad ljudi kažu mi smo za promene, pitanje koliko će njih izaći na izbore, i drugo imate uvek efekat koji u Srbiji postoji, to je kupovina glasova i krađa izbora. Izbori se u Srbiji kradu kroz medije, naravno, i pripremu za izbore, kroz pritisak na ljude koji rade u državnim firmama ili ustanovama i kroz direktnu kupovinu glasova. Tako da vi kad dobijete istraživanje u Srbiji koje pokaže šta u tom trenutku narod u Srbiji misli, ono se vrlo retko poklopi s rezultatima izbora, ali ne zbog toga što su ta istraživanja loša, nego što dođete u situaciju da se glasovi prodaju. Mi smo imali lokalne izbore pre nekoliko meseci u 2 srpske opštine. Zaječar je najbolji primer u tom gradu. U svakom selu su ljudi došli iz Srpske napredne stranke. Jedan čovjek je bio, živo je tamo 40 dana, kupovao je glasove, postoje svedočenja ljudi koji do kraja nisu isplaćeni pa su ispričali. Sve to postoji, ali na to niko ne reaguje. U tom Zaječaru je vlast ukupno bila 50%, a ono što je protiv vlasti opozicija 45%. Da nije bilo kupovine glasova, imali biste promenu vlasti. Ovako imate to što imate. A ta opasnost, naravno, postoji za Srbiju. Zato smo mi kao Stranka slobode i pravde predložili da se ovde primeni scenarij koji je primio Makedoniji, vi me ispravite, 2016-15. godine, sa tom tehničkom vladom, koja bi trajala 100 dana, gde bi ministri policije, lokalne samouprave koji su direktno zaduženi za izbore bili predloženi od strane opozicije, gde bi ovih nekoliko ministarstava koji utiču na izbore bilo podeljeno da ministar, zamenik moraju zajedno da se dogovore oko nečega i da posle 100 dana, 101. dan se održe izbori koji bi bili ne potpuno demokratski, jer posle 12 godina vlasti ovih Šešeljevih učenika
naslednika, nema prave demokratije, ali bi ipak bili bolji, pošto bi se bar sprečila malverzacije na sam dan glasanja, nekoliko dana pred glasanje, to bi bilo dovoljno da dođe do promene vlasti. Bez toga, bit će jako teško. A ima li raspoloženje da se primeni to makedonsko scenarije ovo Srbiji? Znate kako, mi smo u Srbiji ovih 11 meseci ušli na potpuni haos. I ovde sad i neke ideje koje su primljene svuda, pa recimo u Makedoniji, pa nešto slično u Crnoj Gori, pa vidimo čak i Nepalu gde je poginulo 50 ljudi, ide prelazna vlada, pa za Gazu se dogovara prelazna vlada. U Srbiji, među građanima, onim koji su protiv vlasti, je većinska podrška takvoj nekoj ideji, ali nema dovoljne većine, a drugo i neki ljudi koji su protiv vlasti ne razumeju šta je ta tehnička prelazna vlada, oni misle da time Vučić odlaže izbore. Pa samo da ja pitao, dobro ljudi, pogledajte Makedoniju. Ako je vlada na 100 dana, predizborna, tehnička vlada, šta se dešava 101. dan? Pa izbori se dešavaju. To je jedina garancija da imate izbore za 3 meseca. Ali kad uđete u ovako jednu atmosferu i ovako stanje kako je u Srbiji, gde više nikom, ljudi ne znaju da razlikuju šta je istina, šta je laž, šta nam se sere, šta nam se dešava, onda naravno svaki razuman predlog nailazi na i da određene otpore. Mi i dalje mislimo da je to najbolje rešenje, da se primene preporuke koje smo dobili od OEBS-a, od Evropske komisije, da na taj način dođemo do izbora koji bi bili, kažem, koliko toliko regularni i za koje bi i jedna i druga strana morala se obavežu da će prihvatiti te rezultate kao legitimni. Од оно што го гледаме ние од Скопје, делува дека студентите се тие кои што направија револуција во Белград, дека успеа да соберат луѓе, да излезе народот на улица. Каква е моќта на студентите? Pa ogromna. Studentski protest se pojavio u decembru mesecu. Protesti su počeli posle te tragedije u Novom Sadu, koja je života koštala 16 ljudi, a posledica je korupcije i kriminala i načina kako se rade svi projekti u Srbiji. I jedan Makedonec tamo? Da, jedan državljanin Makedonije. Vidite šta je život, zatekao se u Novom Sadu, baš na tom mestu u to vreme bilo je dece koje su stradala, mislim, strašna jedna stvar, svi smo bili strašno pogođeni time, naravno. Prvo je krenula opozicija sa protestima u Novom Sadu, u Beogradu, a onda je vlast počela da šalje batinaše na te ljude koji su 15 minuta, tad je bilo 15 žrtava, 15 minuta ćutanja svaki dan u to vreme. Mi smo kao stranka to dokazali, Marinika Tepić je čak i snimak objavila jednog od visokih funkcionera koji obaveštavaju treba dođu i šta treba da rade. Onda su neki od tih ljudi napali studente koji se pridružili tome i tako je krenuo taj studentski protest koga niko nije očekivao, odmah da vam kažem, to je bilo iznenađenje za sve u Srbiji. Svi su mislili su studenti, ne interesuje ih ništa od toga. Indiferentni. Da, ja kao čovjek koji sam bio vođa studentskog protesta 92. protiv Miloševića, sam uvek govorio da studenti su studenti, oni su neka budućnost, možda ih ne interesuje ta politika, jednog dana će se oni sigurno pojaviti, što se na kraju desilo. I onda je krenulo sve to i to što se dešava u Srbiji u stvari bila jedna pobuna naroda, građana, koju predvode studenti kao neko ko je tu najiskreniji, najčistiji, nema nikakve druge namere. Mnogo ljudi se uključilo, mnogo ljudi se aktiviralo. Ovi lokalni izbori su pokazali mnogo veću izlaznost nego što je bila pre samo godinu dana u tim istim mestima na parlamentarnim izborima, znači mnogo veći broj ljudi je spreman da glasa, samim tim to menja odnose između vlasti i oni koji nisu za vlast, tako da je uloga studenta ogromna u svemu tome i ona je apsolutno pozitivna. Sad naravno, sa 20 i nešto godina i sa mladošću idu i neke stvari koje mi stariji bi volili da to tako ide, ali nažalost život nas je naučio da ne ide sve to tako, ali dobro. Studenti su na kraju, većina univerziteta u Srbiji je prihvatila predlog opozicije za prelaznu vladu, Beogradski univerzitet nije, i onda se u maju pojavio taj zahtev za izbore. Kao što vidite, prošlo je 5 meseci, Vučić to ne prihvata, mnogi su mislili da to mora da budu izbori kad studenti kažu, ja sam govorio to tako baš i ne ide. I koliko ja sada vidim, neće biti izbora u Srbiji ovoj godini. Mislim da je proleće neki najraniji termin, a
ako se bude pitao samo Vučić, mislim da ih neće biti do kraja sledeće godine, tek ne tamo decembar 2026. Сега додека барате и работите на решение, во една ваква атмосфера, се зборува ли воопшто за EU перспективата на Србија? Pa ova stranka gde vi sad sedite je potpuno proeuropska stranka. I mi možemo da kažemo da delimo sigurno osjećanja i to nešto u sebi kao građani Makedonije koji su za Europsku uniju. Makedonija koja je dobila tu vladu gospodina Zajeva u onom trenutku kao proeuropsku, koja je napravila mnoge bolne i teške kompromise. Ja recimo i dalje ne govorim Severna Makedonija, ja govorim Makedonija, brat. Uvijek sam zvao Makedonija i tako ću i dalje. Mislim da su ova dva naroda strašno bliska, da nas istorija opterećuje, da, ali sadašnjost apsolutno ne. Mislim da makedonski i srpski narod zaista su među najbližima uz srpski i crnogorski narod, normalno. I onda se tamo u Makedoniji desilo to da vam je Evropa okrenula leđa. I to je jedan od najružnijih, najlicemernijih poteza Europske unije u posljednjih nekoliko decenija. Stvarno. Znači, sve su Makedonci uradili, prihvatili da im se zemlja drugačija zove, prihvatili promene svih onih, ne znam šta su sve tražili, od autoputa, pa ne znam do čega. Sve su prihvatili. I onda treba se otvore pregovori, onda Macron odjednom on smišlja neku novi način, mislim, šok za sve, pa se prolongira, a onda se pojave, naravno, braća Bugari, koji uvek imaju neke svoje posebne aspiracije prema Makedoniji, ali inače i prema Srbiji vrlo često. I onda na kraju to ništa ne pokrene. I onda narod kaže, pa čekaj, šta smo uradili? I ubiju dobrim delom ideju Evropske unije kod onih koji za Evropu jesu. Isto je u Srbiji. Mi 30 godina od kad rušio Miloševića hoćemo Evropsku uniju. Došao Zoran Đinđić, ni on nije imao podršku kako trebalo da ima. Ubili ga kriminalci. Došao Tadić, ni on nije imao podršku do kraja. Onda se umeša to Kosovo, bombardovanje ove zemlje, odvajanje protiv međunarodnih zakona. A dođe Vučić koji ima najveću podršku od svih, a zemlja što ne vodi ka Evropi. Mislim, neverovatno. I onda to razočara ljudi. I zato je u ovom trenutku, nama je to Marta Kos pokazala i u Strasburu, je najmanja podrška Evropske unije u Srbiji u novoj istoriji. Samo 33% građana, samo trećina građana Srbije bi glasala na referendumu za Evropsku uniju, a 50 nešto protiv i 15% ne. Pre samo 13 godina, 2012. kad je Tadić bio predsjednik, a ja bio gradonačelnik Beograda, je skoro 70% bila podrška građana Srbije. Ali mi imamo jednu antizapadnu, antievropsku kampanju koju Vučić sprovodi kao pravi šešeljavac 13 godina i do toga smo došli. I dalje verujemo u Evropsku uniju. Ali има ли вина во Брисел за ваквото расположение? Негативно? Pa ja njima to otvoreno kažem. Ja sam toliko tih pisama napisao najviše kritiku u Evropsku uniju. Kako ja sam čovjek koji je za Evropu, mislim. I kad dođem na granicu Evropske unije, a to se dešava i vama, kad dođete iz Skopje, iz Makedonije, oni vas pitaju koji je razlog vašeg dolaska u Evropu. Ja kažem, rođen sam u Evropi, živim u Evropi, mi smo evropski narod. Kako mislite? Pa ne Evropsku uniju, to je drugo pitanje. A Evropa, mi smo deo Evrope. Ja mislim da je odnos Evropske unije prema celom ovom regionu, a posebno prema Srbima i Makedoncima, stvarno licemeran odnos. Samo se gleda neki interes, neke države, pa ne znam, Vučić da Macronu aerodrom na koncesiju da naprave milijarde para, pa kupimo te neke avione, pa sad ćemo, ne znam, da kupimo nuklearne neke tehnologije, Nemcima obeća litijum, i onda oni svi kao ništa ne vide, sve je u redu. Tako da je odgovornost evropskih političara i birokrata tih koji su preplavili Brisel i Strasbourg i sve to ogromno, stvarno ogromno. S druge strane, i mi sami smo krivi, mislim, i mi kad smo imali šansu da idemo ka Evropi, nismo išli dovoljno brzo, tako da ja nikad ne kažem krivica na jednoj strani, ali ne prihvatam ni da je samo srpski narod odgovoran za ovu situaciju
koju danas imamo. Кој друг е одговорен? Често власта во било која од земјите од регионот кога има проблеми, знае да рече дека се мешаат трети страни. Има ли вина во ова што се случува моментално во регионот, некоја трета земја? А тоа ми е најлакше образложение. И тоа ви kad dođu ovi na vlast, kako populisti zovete to kako hoćete, njima uvek kriv neko, uvek neka zavera, uvek se svi urotili protiv nas, hoće da nama nešto urade i tako dalje. Pri tome pola od njih ne zna da postojimo, mislim, a ne da nam nešto rade, ali to odlično prolazi, znate, teorija zavere. Mi svaki dan slušamo od Vučića kako strane službe, a ne misli na ruske, odmah da vam kažem, kako strane službe spremaju ovde obojnu revoluciju, kako će za ovo krvoproliće, kako žele da smene njega, pošto je on Srbije napravio najuspešniju zemlju u Evropi, kako nas svi mrze, kako hoće nas proglasiti da smo genocidan narod, kako, ne možeš da veruješ. Šta sve on to ispriča? Što jedan to deo ljudi sluša i oni zaista misle da je to tačno. Posebno ako imate medijsku situaciju kao u Srbiji, da nemate ni jednu televiziju koju možda vidite na teritoriji cele države, a koja nije to Informer, Pink, mislim, Prva, Happy, sve ostalo, tabloid. I onda ljudi to gledaju i na kraju to stvarno, ljudi to poveruju, znate. Mi smo počeli s tim još od sukoba u bivšoj Jugoslaviji, uvijek su bili krivi drugi i uvijek je kriv neki strani faktor, mislim, to kad kažete. Onda ljudi se ponašaju kao da ovde od troje ljudi na ulici dvoje su špijuni, mislim. Ali to jednostavno u ovim vremenima to prolazi, jednostavno. I te stranke imaju vlast. I u Makedoniji imaju vlast, i u Srbiji imaju vlast, na kraju krajeva u većem delu Evrope. Nije to ništa sporno. Pogledajte šta Trump radi. Jedan dan priča ovo, drugi dan priča ono. Znači, to je jedno ludilo u celom svetu zavladalo. Te stvari jednostavno prolaze. Tako da, naravno da svaka država sveta ima neki svoj interes. Svaka. I svaka država sveta ima pravo da gleda šta je njen interes. Vi u Makedoniji treba gledate šta je interes Makedonije. Mi u Srbiji šta je interes Makedonije. Kad se naši interesi poklope s interesom Francuske, Nemačke, velikih država, odlično, to je dobro za sve. Ako se ne poklapaju, gledamo šta je naš interes i kao mali gledamo da baš ne platimo neku previsoku cenu za to što neke stvari nećemo da prihvatimo, mislim, kako da vam kažem. To je valjda logično. Ali to, da sad ceo pola Evrope, pola sveta gleda kako će da, ne znam, sruši vlast u Makedoniji ili u Srbiji, to je stvarno smešno. Сега, знаеки го сето ова и ситуацијата во Србија и во Македонија и колку се добрососедските односи во регионот, оптимист ли сте дека ќе влеземе во европското семејство и Србија и Македонија? Pa jednog dana hoćemo, samo kad je taj dan, ja to ne znam. Ali ja recimo, pošto pre nego što je Vučić izmislio, sećate se da on izmislio onaj Balkanski Schengen, kako je nazvat? Zapaden Balkan. To. To su svi zaboravili, naravno, pošto je to bila samo marketinška priča. Otvoren Balkan. Otvoreni Balkan. On i, ne znam, Edi Rama i ko se još tu uključi. Ova stranka i ja lično smo imali jedan drugačiji predlog. I on je, u stvari, video to šta smo mi predložili, pa je onda on to nešto menjao, ali to nije to. Šta je bila naša ideja? Vi kada idete automobilom, recimo iz Makedonije, izađete iz Srbije, idete u Hrvatsku, Mađarsku, više nas niko ne traži ni jedan dokument za sve te granice. Jel' tako? Tako. Isto važi za kamione, isto važi za sve. Moj predlog je bio i predlog Stranke Slobode i pravde da mi napravimo mini Schengen ovde na ovom našem zapadnom Balkanu. To znači da vi kad iz Grčke uđete u Makedoniju i prelazite u Srbiju, ne treba vam nikakav pasoš, nikakav dokument, ništa ne treba, prošli ste, idete vamo, ako idete u Bosnu, kad izlazite Hrvatska, Mađarska, morate ponovo da pokazujete, pošto nas ne puštaju u taj sistem. Ali zašto bi neko, ili obrnuto, uđete iz Mađarske, Hrvatske u Srbiju, ulazite u Makedoniju, što biste morali ponovo pokazati? Idete u Crnu Goru na more, što bi? Imate one kamione koje stoje po onim granicama, pa stoje na granici Hrvatske i Srbije, pa stoje na granici dole Makedonije, Grčke ili Bugarske, zavisi gde ulazi. Znači, a što to? Zašto? Ja vas pitam zašto. Kakve veze? Šta je problem neka carina? Pa dobro, na svakom od tih prelaza dole stavite jednog
srpskog carinика, vi stavite vašeg makedonskog ovde, mislim, nek pogleda taj kamion, lupi onaj pečat i tako je sad većina tih stvari ide bez ikakve carine, nego da se zna samo šta je final destination, gde ide i to je to. Da napravimo mi slobodu kretanja ovde, što bi pomoglo našim građanima, kad kažem našim, mislim, makedonskim, crnogorskim, srpskim, albanskim, bošnjačkim, bosanskim, a bi pomoglo i ovim koji razmišljaju kuda će kamionom da prođu, kuda će roba da ide, što nama treba da prolaze to, toga imamo novac. To je bila neka naša ideja. Znači, ja napravimo mi mali mini Schengen Zapadnog Balkana i da rešimo to, mislim. Naravno, to se nikad nije desilo, Vučić izmislio Otvoreni Balkan, slikao se 3 godine s tim, ovi iz Evrope rekli, bravo, vi hoćete sarađujete, ništa nije bilo, svi zaboravili, kao da ga nikad nije bilo. Evo, iskreno da kažem, dok mi sad vi niste pitali, ja sam to zaboravio, o tome nisam reč rekao 2 godine. Pogledajte kako to samo zatrpao informacija. A ja mislim da je to normalno. Da sve stvari koje spajaju nas u ovom regionu uz osetljivo pitanje nama zbog Kosova i kosovskih Albanaca, da mi o tome treba da pričamo. Mi gubimo ovde u Srbiji vreme da li ćemo prihvatimo tablice kosovske ili neće. I onda kad mi kao SSP kažemo treba prihvatiti, onda su napadnu kao najveći izdajnike. Posle 9 meseci maltene rat oko tablica, na kraju prihvatimo te tablicu i nikom ništa, kao da se ništa nije desilo. Mi se zalažemo da naša deca se bave sportom, mogu se takmičiti sa albanskom decom. Šta je problem u tome, samo mi kažem? Šta je problem u tome da Albanka sa Kosova, koja dolazi u srpske bolnice, da se porodi jer su možda bolja nega, da ponese papir od ozdo iz neke njihove te institucije i da se ovde leči, da to završi džabe pa će jednog dana da plati taj fond, a ne da mora nosi pare, plaća u kešu. Zar nije za nas dobro da ta žena dođe ovde, porodi se, rodi zdravo dete, vrati se dole i priča kako su je Srbi i lekari i sestre i svi ljudi borili se za jedno dete da dobije život jedno albansko dete. Zar neće te stvari da menjaju stvari na bolje? Da studenti počnu malo da pričaju međusobno, da vide. Znači, to vam je cela priča. Ne, mi živimo u ratovima od pre 30 godina i polako se spremamo za neke nove ratove za 20-30 godina, mislim. Jer je to, nažalost, sudba ovog celog regiona. Господин Джилес, благодарам многу за ова искрено интервју. Хвала и вама. У апелациониот суд денеска се одржа јавна седница по жалбите на пресудата за Васил Јованов, која прегази Фросина Кулакова на пешачки премин на Партизанска. Васил Јованов, кој на пешачки ја усмрти Фросина Кулакова, бара намалување на 12-годишната затворска казна. Жалбата со која очекува ублажување на казната денеска ја разгледуваа судиите од повисокиот апелацијски суд. Незадоволство од казната има и обвинителството, па преку вишото јавно обвинителство бара повисока казна за Јованов. Ние на овој начин, преку барање на повисока казна, не бараме освета, бараме правда која што ќе спречи идни трагедии, бараме правда која што ќе испрати јасна и гласна порака дека човечкиот живот е неприкосновен. Одбраната побара казната за Васил Јованов да биде во рамки на судската пракса. Сметаат дека случајот не треба да служи како почеток на заострување на казнената политика. Јас не барам на Васил Јованов да му се даде орден за тоа што го направил, но да се даде разумна казна во рамките на судската пракса досега за вакви кривични дела. Инаку се обраќајќи имало и ќе има. Во судницата се обрати и Јованов. Сакам да изразам најдлабоко сочувство до семејството на починатата. Имам голема грижа на совест и тешко ми е заради болката која ја предизвикав, рече Јованов пред 5 теми на апелациони судии. Јавната седница на која се бараше корекција на казната за Јованов ја следеа и родителите на починатата Кулакова. Сметаат дека неговото кајање не било искрено и имал цел да добие поблага казна. Ако е он свесен за делото, нема ни да бара пониска казна. Ако е свесен за тоа што направи. Судската пракса мора да се исправи. Години наназад убијци зад воланот добиваат символични казни. Апелациониот суд во следниот период ќе одлучи дали казната од 12 години затвор за Јованов ќе потврди или пак ќе прифати некоја од жалбите кои денеска ги презентираа обвинителството и одбраната. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Во продолжение вестите од спортот.
Македонската фудбалска репрезентација овој месец ја очекуваат изворено важни дуели во